места. Секаде се слушаше звукот на победата на ВМРО ДПМН на овие парламентарни избори. Денес, на неколку дена до судбоносното да, повеќе од убеден сум дека убедлива, најголема историска победа на овие избори ќе однесеме токму ние, луѓето од ВМРО ДПМН. Ќе победиме заради стотиците проекти, заради наследството на градоначалникот на Газивала Тони Трајковски, заради проектите на Коце Трајановски, заради резултатите на Гордана Јанкуловска, на Милан Андоновски и на Благородна Дулич. Вашата доверба е најголемата обврска која ја имаме. Браќа и сестри, вашата доверба е нашата совест. Затоа денес имаме чист образ да излеземе пред вас и да говориме за Македонија, да говориме за она што го сработивме, бидејќи тоа што ние го работиме се гледа на секој чекор. Тоа што ние го сработивме може да го почувствува секој граѓанин. Споредете ја Македонија денес со Македонија од времето на Бранко Црвенковски. Споредете го Скопје денес со Скопје од времето на Бранко Црвенковски. Прашајте ги пензионерите дали се за намалените 8% од времето на Бранко или се за покачените пензии, за бесплатното банско лекување, за подоброто здравство од времето на ВМРО ДПМН. Прашајте ги студентите како е да се живее во изолиран свет, во светот на Бранко и Рада, обкружен со ѕидови и со визни бариери. И дали е подобро да се живее во времето на напредни технологии, во времето кога го имаме светот на дланка, интернет на секој чекор, во времето кога имаме дисперзирани студии во речиси секој град, во времето кога секое дете во училиштата пред себе има компјутер. Ако на некој од СДСМ допред некој ден не му беше нешто јасно, од завчера наваму, на сите и во СДСМ, и во нивното лидерство и секаде, веќе се им е јасно. Веќе не знаат што да прават. Затоа што победата на ВМРО ќе биде огромна. Дека нема простор за игри. Нема простор за триковите на Бранко. На 5 навечер македонскиот народ ќе слави, Скопје ќе слави, сите ние ќе славиме, реформите ќе победат. Завчера во Скопје сите видела дека пресвратот во Македонија е веќе започнат. Нема да чека да дојдат Бранко и Радмила да му правеле некаков пресврат. Пресвратот започна кај сите. Започна кај пензионерите кога видела како може да се зголемуваат пензии, при тоа да не им е ветено. Пресвратот започна и во државната администрација каде видела како може да растат платите, иако тоа не им беше ветено. Пресвратот го почувствува и земјоделците, кои што има многу помало ветување од тоа што им беше дадено како субвенција. Пресвратот од 2006 па 2008 почнаа да го чувствуваат сите граѓани на Македонија. Ги слушам деновиве, меѓу вагите кажуваа дека ние не знам колку пати сме го зголемиле задолжувањето на Македонија. Па забораваат ли луѓето дека всушност ВМРО ДПМН и владата која предводи е првата влада во Република Македонија која овозможи предвремено раздолжување на земјата во 2007 и во 2008 година. Македонија од средно задолжена стана земја во групата на ниско задолжени држави во светот.
кого лажат и кого мислат дека за 5-6 дена ќе го изманипулираат. Останаа само уште 4 или уште 3 дена без денешниот ден. Готово е! Победуваме! Победува Македонија! Победуваат реформите! Ретки се моментите како овој кога на вас паѓа одвуката, од која ќе зависат многу работи понатаму. Дали една сила во Македонија, еден залет кој реално се гледа и чувствува, еден залет кој започна пред светската криза и кој сега повторно зазема размери. Една генерација на ВМРО која навистина покажа разлика од сите политичари преходно. Дали таа ќе добие уште посилна енергија да го доврши започнатото и да донесе подостоинствен живот? Или реформите ќе забават, ќе станат мета на уцени и на пазарања во парламентот од луѓе и партии на кои власта им е единствениот интерес? Таквиот начин го видовме во 2006 и во 2008, кога Грција најде сојузници за својата цел, внатрешно да не подели и притисне до зид, за да ја прифатиме секоја уцена, па и она најнедостоинствената, губењето на идентитетот. ВМРО и јас лично, таков начин на уцени и закани не прифаќаме. Убеден сум дека и овој народ нема да го прифати тоа. За името може да решава единствено македонскиот народ на референдум. Да биде прашан секој од вас што мисли и сечие мислење да има иста важност, а не наметнато од 2-3 политичари кои може би го договориле тоа на халкидики. ВМРО нема да го дозволи тоа. ВМРО останува доследна на принципите дека името е нешто што припаѓа на сите нас, на целиот македонски народ, на сите граѓани на Македонија. Ние остануваме постојани на она што го кажувавме и ветувавме. СДСМ се оние кои што во 5 години 15 пати го сменија ставот за името. Да, на овие избори ќе се расчистат многу работи. И конечно Македонија ќе се ослободи од неуспехот на минатото и уште потврсто ќе зачекори со реформите во иднината. Секој од вас со тие реформи ќе добие и во нешто ќе го напреди квалитетот на животот во нашата програма Манифест за реформи и развој. Тоа е јасно кажано. Затоа што над 1200 проекти кои што се во таа програма, нивната главна цел е отворање на нови работни места во Република Македонија. Ние ќе дадеме се од себе, драги пријатели. Како и досега, разликата во раководењето на државата помеѓу нас и нив да биде уште повоочлива од таа што беше досега. На една страна, ветувања кои се исполнуваат. На друга страна, нивните кои служат само додека да пројде гласањето. Затоа велам, не се сите исти. Не се сите исти. Не може да бидат исти луѓе кои ветуваа и забораваа со луѓе кои дадоа таков напор во овие 4,5 години. Толку труд, енергија и над 82% од ветените проекти реализирани, а 16% во реализација. И се обраќам на работниците. После 5 јуни, владата ќе се договори со сите релевантни синдикати за висината на минималната плата. За тој договор веќе им се дадени цврсти гаранции на синдикатите и добиена е нивната подршка. Затоа се договоривме по изборите детална пресметка, детална проверка, детална анализа, детално истражување, седнување заедно на маса, ќе седнеме и со работодавачите, ќе ги слушаме и нив, ќе договориме прецизно колку треба да е минималната плата загарантирана за работникот во Република Македонија.
Тоа е сериозен пристап. Тие синдикати, кога беше СДСМ на власт, веруваа на нив. Им веруваа, излегуваа со нив, подпишуваа, се ракуваа и после самите тие даваа ветувања кон нивното членство, кон работниците. Но од тие ветувања, заедно со СДСМ, синдикатите си изгореа, што сега не ќе да чујат пак со Бранко да излезат и да ветуваат. Бидејќи во 2002 ќе ве подсетам на скопскиот митинг СДСМ излезе со Ванчо Муратовски. Човекот си му поверува на Бранко и на Радмила, излезе, даде ветување, го изважа, пропадна и Ванчо, пропадна и СДСМ. Но, драги мои, народот памти, работниците памтат, нивните синдикални лидери памтат. Не само што памтат, што нив ги лажаа, тие добро памтат дека во овие 4,5 години се што им ветивме остваривме. И не само тоа, за многу работи позитивно ги изненадивме. Неколку покачувања на платите беа изненадени и кажа ова навистина не го очекувавме. Затоа е сега таа доверба. Ова е политичка гарнитура која е свесна дека во политиката нема од денес за утре. Дека кој еднаш извршиш, потоа никој нема да ти верува. Со таа девиза работиме 4,5 години. Драги пријатели, со реформите во Македонија победува секој од вас. И секој од вас ќе има дел во тие реформи и во таа победа. Затоа, кога ќе ве прашаат кој ќе победи на овие избори, одговорете гордо: ние, луѓето на Македонија. Бидејќи само со вас реформите ќе победат. Да живее Гази Баба, да живее Скопје, да живее Република Македонија.